Загрижувачка тенденција во здравството. Македонија за една година изгубила 500 лекари. Според податоците од регистарот на лиценци на лекарската комора, земјата годинава има помалку лекари во однос на лани. Бројките ги откри министерот за здравство Азир Алиу во интервју за РСЕ. Представниците на фелата пак предупредуваат, ваквиот тренд може да доведе до сериозни последици по системот, а неофицијалните бројки се уште посериозни. Пред се би рекол дека тоа е официјалната бројка на заминати лекари. Јас сум скоро па сигурен дека бројката неофицијално е поголема, барем за половина од бројката што ја спомнавте. Заради тоа што лиценците кои што колегите ги добиваат во одредена ситуација се само условно кажано нешто кое што одреден дел од колегите ги имале, а одреден дел и немале лиценци и заминале без да завршат стручен испит во Македонија, туку едноставно по завршување на факултетот заминуваат од државата. Одливот ќе го почувствуваат најмногу луѓето кои што се лечат државно, односно луѓето кои што го користат јавното здравство, затоа што оној кој што има пари, кој што има финансии да се дозволи приватно лечење, ќе го направи тој. Тука ќе го направи во Косово, ќе го направи во Србија. Од лекарската комора со појаснување велат дека нивниот регистар не препознава кои и колку лекари се заминати во странство, туку едноставно колку од нив имаат активна лиценца. Според евиденцијата на комората на крајот на 2024 година, бројката на активни лиценци изнесувала 9777. Оваа година, односно заклучно со минатата недела, бројот на активни лиценци изнесува 9253. Според нив, намалувањето се должи на тоа што оваа година низ процес на обновување на постоечките лиценци требало да помине поголема група на лекари или околу 2600, а поради исполнување услови за пензија дел од нив не ги обновиле лиценците за работа. Напоменуваме и дека во вкупната бројка на активни лиценци влегуваат сите доктори, без разлика дали работат во земјава или заминале во странство. Исто така, има и лекари кои иако работат во странство, се уште ја продолжуваат и лиценцата за работа во нашата земја. Истакнуваме дека комората не располага со прецизен податок за тоа колку лекари заминале да работат во странство, бидејќи тие не секогаш доставуваат информација за тоа дека се одселиле или времено заминале да престојуваат и работат во друга држава. А комората овој податок го добива единствено од самите доктори. Сепак, иако не постои точната бројка, доктор Трајковски нотира дека одливот на лекари со години представува сериозен предизвик за здравствениот систем. Македонија веќе се соочува со зголемена побарувачка за медицински услуги поради старењето на населението, а со тоа се зголемува и обемот на работа за лекарите овде. Причините за заминувањето на кадарот се бројни, а за да запре трендот прво е клучно да има политичка волја, вели доктор Трајковски. Во принцип секој се збори за плати, јас би рекол повеќе се административните потешкоти, односно онаа несигурност дали вие како млад лекар ќе добиете работа. Верувајте, платите што ги добиваме во странство нема да ги добиеме тука, меѓутоа барем ако успееме сигурноста, она што државата го нуди како држава на млад човек, пред се не мора да е лекар, и го понудиме на младите лекари, односно тоа нивно веднаш, односно автоматско вклучување во системот по завршувањето, верувајте, јас сум сигурен дека ќе промениме барем 50% од нив да останат во држава. Министерот за здравство Алиу посочи дека е изготвена национална стратегија за тоа какви кадри се потребни, но и дека се работи на тоа да се дисперзираат медицинските услуги за пациентите во внатрешноста.